Dobro večer, Berovo. Dobro večer, Berovo. Dobro večer, pobedničko Berovo. Победуваме со најголемата победа досега видена во Македонија. И во Берово, и во цела изборна единица број 3, и во цела Македонија. Плоштадите се секаде полни. Граѓаните на Македонија се обединуваат зад идејата да ја одбраниме Република Македонија. Почитувани граѓани на Берово, зар има друг град во Македонија кој што секогаш прв бил на браникот на одбрана на Македонија? Зар има друг град ако тоа не е Берово? Зар многу пати досега беровчани не биле први во одбрана на Република Македонија? Така ќе биде и овој пат. Овој преполн плоштад на 0 степени. Овие луѓе кои што денеска излегле тука, се луѓе кои што дошле да порачаат. Берово овој пат ќе победи со најмалку дупла разлика помеѓу ВМРО ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз. Зошто го велам тоа? Зошто го велам тоа? Заради тоа што во оваа изборна кампања, во оваа борба за Македонија, не сме сами. ВМРО не е само. ВМРО е обединето со целиот македонски народ, со сите турци во Македонија, со сите роми во Македонија, со сите власи, со сите бошњаци, со сите срби во Македонија. На овие избори ќе има и низа честни албанци кои што ќе гласаат за ВМРО ДПМН. Но знаете ли зошто? Заради тоа што има и наши сограѓани албанци кои што сакаат оваа држава да не се занимава со политички проблеми, да не се занимава со политичка криза, да не се занимава со конфликти помеѓу луѓето. Сите во оваа држава сакаат да се занимаваме со економија, со нови патишта, со нова инфраструктура, со нови гасоводи, со нови фабрики, со нови туристички комплекси, со нови работни места. Тоа е единствената работа што ја бараат граѓаните на Република Македонија. За такви други теми, кои што во себе немаат никаква содржина, освен намера да се продолжи политичката криза и да се внесе раздор помеѓу граѓаните на Република Македонија, зборуваат само политичари кои или немаат дела зад себе, кои што немаат со што да се пофалат дека сработиле во својот живот, или за политичари кои што немаат идеја што треба да работат во иднина. Затоа велам, на овие избори и многу членови и поддржувачи на Социјалдемократскиот сојуз се со нас. Секаде каде што одиме, нема да укаме. Има таму тесно раководство на Социјалдемократскиот сојуз против кое што можеме да укаме. Но нема да укаме против честните членови на Социјалдемократскиот сојуз или фамилиите кои што можеби по традиција досега гласале, заради тоа што на овие избори тие се со нас. Заради тоа што каде и да сме отишле, на која врата и да сме тропнале, во кое село и да сме влегле, пристапуваат луѓе и малце со срам во своите очи заради тоа што верувале на некоја политика, подаваат рака и велат: сме гласале за СДСМ, можеби во иднина и пак ќе гласаме за СДСМ. Но на овие избори сме со вас. И затоа треба да подадеме рака спрема тие луѓе. Има многу патриоти и во таа партија. И тие не сакаат нити во Берово да се зборува на 2 службени јазици. И тие не сакаат во Берово да се веат туги знамења. И тие не сакаат да имаме проблеми во државата. Затоа нашата рака е подадена спрема тие луѓе и затоа нашата рака е подадена во овој клучен момент да се обединиме за Македонија. Во иднина, после 2 избори, после 3 избори, ако во Социјалдемократскиот сојуз можеби на чело дојдат луѓе
кои што основно и прво ќе бидат патриоти и ќе си ја сакаат својата држава, тие луѓе можеби и повторно ќе гласаат за Социјалдемократскиот сојуз. Но денеска, на овие избори, не треба да има разлика. Сите треба да застанеме за високо кренатото знаме на Република Македонија. Затоа, почитувани граѓани, на овие избори и помалите етнички заедници, ромите, власите, бошњаците, турците, србите, сите рамо до рамо застанаа за оваа коалиција, заради тоа што нити тие сакаат да живеат во бинационална држава во која што ќе бидат граѓани од трет ред. Затоа нема да има ниту еден ром, ниту еден турчин, ниту еден влав, ниту еден бошњак, ниту еден србин што на овие избори нема да гласа за коалицијата за подобра Македонија. Дозволете ми накратко да ви објаснам што би значеле идеите на Зоран Заев за цела Источна Македонија и за Берово. Тоа би значело воведувањето на двојазичност и ставањето на знак еднаквост помеѓу македонскиот и албанскиот јазик. Би значело дека сите институции без исклучок во Берово ќе мораат својата работа да ја обавуваат и на македонски и на албански јазик. Сите документи кои што ги потпишува општината ќе мора да бидат и на македонски и на албански јазик. Сите одлуки на Советот на општина Берово ќе мора да бидат и на македонски и на албански јазик. Сите документи во имотно-правни односи, во катастар, во агенциите државни, во подрачните единици на министерствата за земјоделие или било кој други, сите постапки пред судот во Берово, полицијата, армијата, школството, здравството, секаде паралелно ќе треба да се употребуваат и албанскиот и македонскиот јазик. Тука сакам да потцртам дека таму каде што имало потреба, Република Македонија веќе го регулирала користењето на албанскиот јазик. Тоа е во местата каде што мнозинско население живеат албанци. И Република Македонија е држава на Балканот, но и пошироко, која што има највисоки, потенцирам, највисоки права за помалите етнички заедници. Велам, дај Боже, и сите други држави на Балканот да имаат толку високи права за своите помали етнички заедници. Веројатно Балканот одамна, можеби и уште од пред 100 години, ќе беше многу подобро место за живење. И ние немаме ништо против нашите сограѓани албанци, но не гледаме никаква разумна причина во Берово, каде што ниту еден човек нема потреба од албанскиот јазик во државните институции, да воведеме албански јазик во сите институции. Освен ако за таа идеја не се крие намерата за комплетна промена на структурата државна, на структурата демографска, на структурата географска на Република Македонија. И освен ако за таа идеја не се крие долгоречно сценарио за разнебитување и распарчување на Република Македонија. Затоа потенцирам, на овие избори немаме партиска задача да победиме. Немаме задача само да победи нашата програма. Немаме задача само господинот Никола Груевски да биде повторно премиер на Република Македонија. На овие избори одовде во Берово е еден од градовите браници на Македонија, но и од цела Источна и Централна Македонија. Од Велес до Делчево, од Крива Паланка до Чашка, од Солунска глава до Ченгино кале. Имаме обврска да ја упатиме најсилната порака дека овој дел од Македонија нема ништо против никого, но нема да дозволиме нешто на наша собствена штета. Ние све што сме имале во нашата историја сме дале. Од секаде каде што можеле да не избркаат, не избркале. Нашите предци, нашите дедовци и прадедовци формирале држава на мало парче земја од Македонија. Што уште треба да дадеме? И од овие или огништа треба да си одиме. И од овие или огништа треба да создадеме услови нашите деца да си одат. Тоа нема да го дозволиме, заради тоа што денеска сме многу свесни
Imаме своја држава, имаме своји универзитети, своје образование, своја академија на науки, своја свест, своја црква, своја вера, ги почитуваме сите други и затоа велиме, ние немаме што повеќе да дадеме. Сакаме да му помогнеме на секого, како што сме му помагале и досега, но немаме намера да отстапуваме повеќе. Затоа, почитувани граѓани на Берово, во следните неколку дена, јас искрено ве замолувам, не само овие луѓе кои што сте тука дојдени во голем број, тропнете на врата кај секој ваш комшија, тропнете на врата кај секој ваш пријател, тропнете на врата кај некој роднина, кој што може би во минатото гласал за некоја друга партија, без разлика дали тоа е СДСМ или некоја од помалите политички партии. И прашајте ги едно прашање. Дали иднината на вашите следни генерации, на вашите млади поколенија, помалку вреди од политичката иднина на Зоран Заев? На овие избори нема никој да изгуби, освен Зоран Заев, а ќе победи Република Македонија. Затоа велам, плоштадите се полни. Затоа велам, секаде каде што ќе отидеме не примаат луѓето. Заради тоа што македонскиот народ во овие 25 години виде многу погрешни политики, многу штетни политики по однос на националните и државни прашања на Република Македонија. Видовме и промена на име, видовме и промена на знаме, видовме и промена на територијалната поделба на Република Македонија. Овој пат можеме само да му се заблагодариме на Зоран Заев што навреме ни кажа која е неговата задна намера со Република Македонија и што ни помогна да се обединиме и членови на ВМРО, и членови на СДСМ, и членови на помалите политички партии, и роми, и турци, и власи, и бошњаци, и срби, и сите кои што и мислат добро на Македонија. Затоа оваа победа ќе биде најголема. Почитувани граѓани, покрај тоа, јас сакам да ве подсетим и некои други работи од минатото. Вие, повозрастните, паметите дека имаше една политичка партија која што 94-та година вети изградба на пругата за Република Македонија, за Република Бугарија. Паметите дека имаше една политичка партија која што 94-та година вети изградба на патот од Велес за Прилеп преку Бабуна. Паметите една политичка партија која што во 1997 година вети дека ќе расчисти со криминалот во ТАТ, во Алфаес, во Лавци, во Пазар на пари, каде што изгореа огромен број на штедни влогови на граѓаните. Паметите една партија која што во 2002 година вети дека ќе вработи по еден член од секое семејство. Таа политичка партија има име. Тоа е Социјал-демократскиот сојуз. Дали паметите едно ветување што СДСМ го исполнил досега? Дали има едно ветување што СДСМ го исполнил досега? Ве прашувам, дали има таква работа? Нема таква работа. Затоа тие луѓе, предводниците на СДСМ, раководството на СДСМ, и денеска одат по државата и ветуваат брда и планини. Ветуваат се и сешто и мислат дека граѓаните ќе им веруваат. Ајде вака една по една работа да ги разглобиме. Ветуваат нови работни места. Да прашаме, колку странски фабрики се отворени во Струмица? Зоран Заев е 11 години градоначалник на Струмица. Во Струмица не е отворена ниту една странска фабрика. Ако Зоран Заев не е отворил ниту една фабрика во својата Струмица, зошто треба да му веруваме дека тоа ќе го направи за Берово, за Делчево, за Виница, за Кочани, за Велес, за Штип или за било кој друг град во Македонија? Не можеме да му веруваме. Ветуваат просечна плата од 30.000 денари. Чиниш просечна плата се утврдува со закон. А не се утврдува со закон, туку е статистичка пресметка на сите плати исплатени во Македонија на куп, поделени со бројот на вработени.
Таа одлука не се носи со закон. Во нивно време, просечната плата беше заглавена на 11.500 денари. Додека беа на власт, не мрднаа за 500 денари повеќе. Од кога ние превземавме одговорноста за Република Македонија, без одлука на влада, без одлука на собрание, просечната плата е зголемена од 11.500 денари на скоро 23.000 денари, односно поточно 22.951 денар во овој момент. Без одлука на влада, без одлука на собрание, но плод на зголемениот број на вработени лица. Сакам да кажам еден податок во Берово. Во Берово во време на Социјалдемократскиот сојуз, наутро на Сабајле, на работа оделе 2333 лица. Денеска, според податоците на Агенцијата за вработување по име и по презиме, во Берово наутро на работа одат 3233 лица. За 900 луѓе повеќе. Што значи дека оние мерки кои што сме ги превземале, околу поддршка на вработувањето преку Агенцијата за вработување, преку грантирање на средства за самовработување или преку кредитирање на фирмите за отварање на повеќе работни места, или преку помошта на земјоделците преку субвенции, создале услови денеска во Берово 900 граѓани повеќе од време на СДСМ да одат на работа. Но тоа зголемување на бројот на вработени создава природни услови за зголемување на просечната плата. Оние кои што во својот мандат на владење во Република Македонија не успеале нити за 500 денари да ја покачат просечната плата, ги напаѓаат оние кои што во свое време успеале да ја дуплицираат просечната плата. Значи тие за 500 денари ја зголемиле просечната плата, во овој период е зголемена од 11.500 на 22.951 денар. Затоа и тоа ветување им е ветер во магла. Трета работа која што ја ветуваат, велат минималната плата ќе ја покачиме. Слушнаа дека ВМРО ДПМН не ветува дека уште следната 2017 минималната плата ќе се качи на 12.000 денари, а потоа таа ќе продолжи да расте, потрчаа да ветат и тие. И нормално, што би ветиле ако не ветат повеќе? Така, што би ветиле ако не ветат повеќе? Но што е значајно да прашаме? Колку беше минималната плата во време на Социјалдемократскиот сојуз? Немаше закон за минимална плата. Див запад. Сега минималната плата е утврдена со закон и работодавците би прекршиле закон доколку не го почитуваат тоа и би биле казнети од трудовата инспекција. Во време на СДСМ немаше закон за минимална плата. Во нивно време имаше работници што зимаа и 4 и 5 илјади денари плата. И сега тие одат по Македонија и велат ние ќе се грижиме за работниците во трудоинтензивните дејности. Ма немојте ве молам, зошто не се трудевте додека бевте на власт? Зошто не донесовте закон за минимална плата? Или прашуваме веќе 10 дена и никој не ни одговара. Колку е минималната плата на вработените во фирмите на Зоран Заев и на неговата фамилија? Колку е минималната плата таму? Дали е 16.000 денари? Или е 9.000 денари? Па имаше тој можност да покаже во своите фирми пред година дена, пред 2 години, да ги покачи минималните плати и да испадне пред граѓаните и да каже: еве, видете јас како работам позитивно, гласајте за мене, ќе помогнам секаде да е тоа така. Ама не може на говорница да зборува едно, а позади да работи друго. И сака да му веруваат граѓаните. Никој нема да му верува, заради тоа што едно прави, друго зборува. И конечно, велат ќе враќале ДДВ. Јас сакам да прашам. Прво, за да она што го ветуваат испадне вистина, реалност, за да се врати по 500 евра на човек на крај на годината, еднаш во годината, тој граѓанин што би добил 500 евра од државата поврат на данок, треба да потроши некаде околу 2.500 евра секој месец. Кој тука троши 2.500 евра секој месец? Дали има еден човек на овој плоштад кој што троши 2.500 евра секој месец? Нема таков.
Нема тако. 2.500 евра секој месец значат 30.000 евра годишно. Кој граѓанин во Берово троши 30.000 евра годишно во продавница? За државата после да му врати 500 евра. И сега одат на спотови, одат на митинзи, многу помали за волја на вистината, и велат секој ќе добие по 500 евра на крај на годината. Абе кажете им на луѓето дека за да вратите 500 евра ќе треба тој човек да потроши 30.000 евра. Не си подигрувајте со луѓето. Немој да кревате лажни надежи. Немој да им цртате розови облаци, за да и тоа што на овој народ му треба чесен збор. Треба да се каже, имало многу проблеми. Дел од проблемите сме ги решиле, дел од проблемите ќе ги решаваме во иднина. Треба честно да се зборува со луѓето. Не можете со лага да го убедите овој народ. Дали сте слушнале некој политичар од ВМРО ДПМН да излезе пред вас и да каже дека се е решено? Никој. Дали сте чуле некој политичар од ВМРО ДПМН и од коалицијата да излезе и да ви рече дека повеќе нема проблеми? Нема таков. Заради тоа што ние го слушаме народот и заради тоа што кога зборуваме, го гледаме право во очи. Ние нема да ветуваме брда и планини. Нема да ветуваме дека се ќе се реши. Не, напротив. Ветуваме дека ќе продолжиме уште посилно. Да работиме да ги решаваме проблемите на граѓаните. Ќе работиме да отстраниме одредени грешки и проблеми кои што можеби сме ги имали. Ќе работиме да отстраниме некои побавни процедури кои што требало да се решат. Но покажавме и докажавме дека само ВМРО ДПМН е партија која што гради и создава во Република Македонија. И во Источна Македонија и насекаде во Република Македонија. Дали сте виделе во време на СДСМ да се градат толку големи инфраструктурни објекти низ цела Македонија, како што сега се градат? Па само во овој момент во Република Македонија се градат преку 40-50 мостови, се градат десетина тунели, се рушат планини за да се градат автопати. Се гради автопатот од Скопје за Штип, кој што ќе значи многу за цела Источна Македонија. Колку што значи за Штип, ќе значи и за Берово. Денеска се склучи договор со изведувач за изградба на експресен пат со 4 ленти од Штип за Кочани. Тие два пата, со нивната изградба, ќе значат поблиску Берово до Скопје, но ќе значат и поблиску Скопје до Берово. Ќе значат многу поголеми шанси за сите граѓани на Берово да стигнат побрзо до Скопје и да завршат некоја своја работа, но и Берово ќе го донесат поблиску до Скопје, за да може Берово и инфраструктурно и секако да се развива во иднина. Би сакал да потенцирам неколку значајни работи за овој град. Прво, јас во една изјава пред неколку дена кажав и од овдека сакам да потврдам дека Република Македонија, владата на Република Македонија заедно со енергетските компании во следните 4 години се обврзуваат во Берово да градат скијалиште со капацитет од 400 до 600 луѓе, кое што ќе биде нов квалитет за развојот на туризмот во Берово. Во нашата програма предвидено е изградба на гасоводен крак до Берово, кој што ќе тргне од Штип, каде што веќе е донесен гасоводот, преку Кочани, Виница, Разловци и кракот ќе дојде до Берово. Тоа значи дека на сите семејства во Берово, но и на сите фирми, ќе им биде овозможено да добијат газ во своите домови. Сакам да потенцирам дека ќе се изврши целосна реконструкција на патот од Виница до Берово. Сакам да потенцирам дека ќе продолжиме со политиката за набавка на медицински апарати за здравствените институции во Берово. Сакам да потенцирам дека ќе се гради патот од Русиново до Марков манастир и ќе се изгради фудбалско игралиште во Русиново, како едно од поголемите места во општина Берово. И сакам да потенцирам дека по проектот за рурални развојни зони, сите населени места околу Берово ќе им биде овозможено, ако се создадат добри услови за инвестиции, сите оние домашни
и странски компании, сите оние мали, средни или големи компании кои што ќе инвестираат во Берово, без разлика дали во дрвопреработувачката индустрија, без разлика дали во туризмот, да добијат сериозни даночни ослободувања и сериозни грантови од државата, за да овозможиме она што го видовме како отварање на нови фабрики во поголемите градови во Македонија, да го видиме и во помалите населени места. Тоа е нашата цел. Имам две пораки на крај. ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија во следните 4 години ќе работи по два приоритети. Првиот приоритет е да создаваме нови работни места. Вториот приоритет е да ја зачуваме унитарна, суверена и единствена Македонија. Затоа ве повикувам сите заедно, од сите партии на овие избори, да излеземе на референдум за унитарна, единствена Македонија и да го заокружиме бројот 1. Да сте живи и здрави, да живее патриотскиот дух во Берово, да живее Македонија. Ви благодарам.